Оваа година е година на првиот голем јубилеј, 10 години откако имавте прв јавен настап пред публика, официјален. И мислам дека е тоа доволен предизвик да го направиме ризикот и да кажеме дека Дино Имери е наш познат, потврден пианист, дека не е веќе млад, ниту по години, ниту по искуство, ниту по бркање потврда, дека се работи за навистина редок македонски уметник. Дали можете да направите кус пресек на овие 10 години, на најважните моменти? Сигурно тоа е првиот настап пред публика, а натаму оставам на вас. Па морам на почеток да кажам прво дека ми е исклучително пријатно што сум денеска тука со вас во еден ваков прекрасен амбиент и со човек како вас, со кој што и всушност овие 10 години имав многу интензивна и прекрасна соработка од првото моје интервју воопшто и првиот концерт до сите понатамошни битни моменти за мене во професијата низ цели овие 10 години. Многу е тешко да се направи пресек, бидејќи многу работи се случува овие 10 години и на личен план и на професионален план. Но можам да кажам дека она што сигурно остана непроменето во сите тие 10 години е мојата љубов кон она што го правам, која што е главна водилка низ се што поминува во овие 10 години, и позитивно и негативно, и успех и неуспех. Така што да би издвоил некои многу значајни моменти во овие 10 години, ми е многу тешко, меѓутоа не можам да не го спомнам првиот рецитал солистички кој што се случи 2008 година во музеот на град Скопје. Тогаш дебитирав рецитално воопшто. Иако пред тоа можам да кажам имав богато портфолио на настани кои што беа можеби помали, меѓутоа сепак за мене значајни во текот на учењето, во текот на нижото образование, средното образование. Меѓутоа си дадов некако за право токму овој концерт да го сметам како почеток на мојата професионална концертна дејност, бидејќи самиот настан беше на едно поинакво ниво, самата програма беше на едно многу поинакво ниво од се до тогаш што поминав. Тој период имав интензивна соработка со професорката Људмила Романова, со која што несебично вложивме многу време, многу труд, многу енергија и многу љубов во тој прв рецитал, кој што секако до ден денес ќе остане незаборавен за мене. Во текот на 10 години успеав да остварам многу соработки со различни музичари, со различни уметници. На различни места низ Европа успеав да настапам на некои многу значајни подиуми, но некако се соочив и со многу потешкоти кои што можеби ме направи она што сум денеска. Така што многу е тешко да се срочи што све се случуваше во тие 10 години во еден краток одговор, меѓутоа воглавно мислам дека продолжив по еден пат на сериозно преиспитување на она што го правам секојдневно
и вложив многу труд, многу енергија, многу љубов да се изградам пред се во личност, една уметничка личност, човечка личност и понатаму како пианист и како музичар. И морам да кажам дека тука не завршува. Секако ова е само првата етапа, верувам, од вашата блискава кариера. Мене ми е фасцинантно како во тоа градење на солистички уметник вие интензивно музицирате и камерно. Морам да признам дека ми беше изненадувачки, со мало жалење ја дочекав информацијата дека веднаш се впуштивте во педагогијата, после самото дипломирање, значи професор по пијано сте. Можеби имате капацитет музички, но тоа бара време. Апсолутно. Во меѓувреме формиравте и семејства. Како, дали е тоа дарба за толку добра организација, за да можете сите овие сегменти да ги водите на високо ниво? Има луѓе што живеат на повеќе колосеци, но секогаш едниот е пати заради другиот, но кај вас успевате да се движите во нагорна линија во сите сегменти. Па пред се мислам дека е прашање на избор. Мене никој не ме натера да почнам со педагошка дејност. Никој не ме натера да основам семејство, нити ми се случи тоа случајно. Никој не ме тера се уште да ги свирам сите тие концерти, да ги остварувам сите тие снимки, записи и така натаму. Значи пред се тоа е еден свесен избор кој што јас го направив, знаејќи дека ќе можам да се носам со тоа. Значи имав чувство дека тоа е нешто што можам да го направам. Мислам дека комбинација на добра организираност, мислам дека е комбинација исто така на посветување на внимание на вистинските работи кои што навистина ме засега. Односно, не губење на време со работи кои што се минливи, илузорни и секако број еден мислам дека е тоа поддршката на луѓето околу мене. Мојата фамилија, моето семејство, моите родители, значи братот, секако мојата сопруга која што без ме исклучок познава музичари. од првиот рецитал и ми ја даде навистина несебична поддршка низ сите овие години. Но како и да е, мислам дека секој човек треба да биде многу искрен со себе и да одлучи што е она што ќе го прави и да се носи со тоа што ќе го одлучи. Мислам дека тука сме сите малку склони и малку слаби во тој поглед. Кога ќе одлучите нешто свесно, мислам дека треба да останете доследен во она што го правите. Па така, попрво би откажал концерт, доколку сметам дека начинот на свирење, нивото на моето свирење не е на она ниво на кое што сум спремен да излезам во јавност со такво свирење. И мислам дека има многу повеќе пати, како сум кажал, не за некои работи, отколку што луѓето знаат дека всушност работам. А тука станува збори за различни понуди и од странство и во Македонија. Меѓутоа, никогаш не ми било проблем да не прифатам покана за некаде. Но знаете дека велат потешко е да се каже не отколку да. Апсолутно. Јас тоа го научив на потешкиот начин. Кажувајќи многу да. И губејќи многу време на работи кои што се навистина неважни и минливи и на луѓе кои што се исто така многу неважни и минливи, на мислења за мојата работа и за мене како личност, на луѓе кои што можат само тоа да го прават всушност. Само да кажуваат мислење. Значи секогаш е многу потешко да седнете и да направите нешто и да се изложите себе си на суд, бидејќи сепак, да бидеме реални, нашата работа е јавна. Јас не можам да го скријам концертот, нити пак да исконтролирам кој ќе слушне, што ќе слушне и како ќе се чувствува поради тоа, така што првенствено мислам дека еден концерт треба да биде во склад со моите критериуми, кои што се многу високи за сам себе, првенствено. Ние сме сите стручни некако во таа смисла за другите луѓе. Секогаш знаеме да бидеме Но за себе посебно строги и стручни, но за себе не. Но морам да кажам дека тие високи критериуми и таа една работна етика
и дисциплина немаше да биде воопшто дел од мене, бидејќи тоа всушност не е дел од мојот карактер, морам да признам. Не сум таков роден, но тоа е нешто што еден голем тест во мојот живот што го поминав, а тоа е соработката со професор Борис Романов, кој што беше изузетен во таа смисла и кај кого, морам да кажам, немаше компромиси. Така што кога ќе поминете еден таков филтер на многу млади години, со него соработував. Војничка дисциплина? Да, апсолутно. Значи, кога ќе поминете еден таков филтер натаму, све што ве чека е некако, како да ви кажам, Полесно од тоа? многу полесно, многу полежерно, наоѓате уживање во работата. Така што морам да искажам зборови на благодарност низ сите овие години, низ секакви моменти взаемни поминати и така. Сепак морам да упатам зборови на благодарност за оние карактеристики кои што ги немав, а кои што денеска ми го прават професионалниот живот многу полесен и поквалитетен за живење, и како за мене, така и за мојата публика. Дали од тука доаѓа и таа пасија постојано да се откриваат нови дела, бидејќи ако реков дека имате многу ангажмани, тоа бара многу време и многу труд, дополнително одушевува дека вам не ви се туѓи и другите жанрови, и другите медиуми, и постојано новиот репертоар, не ви е тешко да се преориентирате од симфониски концерт, веднаш после 2 дена да свирите солистички, ако не и после 1 ден, па да гостувате надвор со сосема друга програма. Како ви успева? Дали се работи за тренинг, за дисциплина или треба да си има талентот? Мислам дека се тука во тој однос клучни природните диспозиции. Значи, тоа не е нешто што може да го пренесете на некого. За жал или за среќа, бидејќи секој од нас е различен во секој случај. И од денешна гледна точка како педагог, кој работи со деца од најмали возраст до студенти, го гледам точно тоа, дека едноставно некои работи се непреносливи. Тоа шетање во жанрови, стилови, различни начини и различен тип на музика, како што напоменавте, не е само класичната музика дел од моите активности. Делумно се должат и на, можеби, не делумно, туку во голем дел се должат и на мојата музичка и фамилиарна Сте историја. спивале со години? Апсолутно, јас растев во таква средина, во која што се слушаше секаква музика и секоја врста на музика се третираше со почит и со однос кој што диктира, па чекај, што можам јас од тоа да научам и да применам понатаму во она што го работам. Без разлика каков тип на музика е. Така што има тука многу фактори, но би рекол природните диспозиции, мојот интерес према работите, да ги осознавам какви се, а не какви другите мислат дека се или какви јас мислам дека се. Во склоп на таа атмосфера во која што растев како дете и во која што мојот татко, композиторот Дамир Имери, кој што работел со навистина многу различни музичари, јас бев чест гостин на тие негови работни обврски, сесии, концерти и така натаму, така што јас тоа многу непосредно го доживував тоа што се случуваше, тоа што многу луѓе го гледаа на екранот, да речеме. Јас го гледал во лабораторијата, кај што се спрема таа една песна или тој еден фестивал или и така натаму. И тоа е едно богатство кое што не само што го ценам, туку и го негувам до денес, што мислам дека ми отвара многу хоризонти. Па така знам и, можеби за некого е тоа изненадување, знам да приредам не само во Македонија и во странство, после званичната програма знам да приредам и фолклорна тема, обработена на некаков начин, дали во рамки на класичната џез музиката и така натаму, што ми е посебен предизвик. Последниот концерт во Македонската филхармонија, каде што одржав рецитал, за бис свирев Ревиско оро од Милан Завков, кој што е голем наш уметник и хармоникаш,
и композитор. И морам да кажам дека посветив многу време анализирајќи го тоа што го прави господинот Завков и тоа што го прават. Да извлечете есенцијата и да ја подигнете на друго ниво. Апсолутно, тоа е страшно тешко тоа што се случува таму и тоа што го прават, иако за многу луѓе можеби е дело секојдневието. Но сакам да навлезам во духот на работите какви навистина се. За тоа е потребно време. Така што во таа смисла јас би се навратил на она не, кажување на не на работи кои што сметаат на тој процес на истражување, бидејќи ако јас не го поминам тој процес не би можел да излезам и да настапам било како. Морам да знам што правам, како го правам тоа, со чисто срце и да го споделам тоа понатаму. Настапот со Македонската филхармонија на отворањето на оваа сезона беше и заокружување на оваа 10 годишнина, но и една инаугурација, би рекла, во светот на возрастните, бидејќи вие сте настапувале со Македонската филхармонија, но како најдобар студент, како дел од некој друг концерт, ова беше самостоен настап во една сезона каде што после следуваше еден Борис Березовски, врвни виолински уметници и да не се лажеме, клавиристите како сопраните се најпопуларни и во минатото и сега. Не е sejedno да сте во врвот меѓу пианистите и кај другите инструменти без при тоа да се навредат, но на сите им е важно да ма тоа не е за навреда, тоа така. носи дополнителна тежина и дополнителна одговорност. Секогаш кога свирите нешто популарно, еве како и концертот на Чайковски. Не можеме да не ве споредуваме со еден Березовски, бидејќи тоа се различни нивоа, за различни кариери, возрасти, со различни дела, но го паметиме настапот предходниот на Березовски со истото дело со кое што вие наставивте со Македонската филхармонија. Како ви беше? Дали имаше доза на трема, на дополнителна одговорност, на напротив, на опуштеност и давање слобода да бидете свој, затоа што е подобро да бидете свој различен отколку да наликувате на некој друг? Апсолутно. Мислам дека клучот е да се биде искрен во она што го правите. Споредбите се навистина добри. Така се градат критериумите, така се гради вкусот кај публиката, вкусот кај нас, уметниците кои што се занимаваме со тоа. Јас бев на истиот концерт на кој што Березовски пред неколку години го свиреше истиот концерт, но и веќе после мене кога настапи за најпопуларниот на Чайковски, но и потоа кога настапи со Рахманинов, третиот концерт кој што исто така сум го свирал, кој што е една музичка планина, можеби најтешкото дело напишано за пијано, кој што имав чест во Софија да го отсвирам со Софискиот оркестар и маестро Најден Тодоров, што се однесува до отварањето, секако голема одговорност. И не би рекол трема, бидејќи го почувствував моментот како едно убаво заокружување на овие 10 години. Пред точно 10 години всушност на сцената на Домот на армијата, каде што филхармонијата порано делуваше, си го поставував тоа прашање, дали ќе дојде еден ден да го отсвирам Чайковски тука во Скопје со нашиот оркестар, и тоа се случи 10 години подоцна. Но кога дојде моментот, и тоа многу често ми се случува, ја почувствував магијата на моментот, неповторливоста на моментот. Тоа што ќе се случи сега и само сега и никогаш повеќе. Баш таков каков што сум сега, такви какви што се луѓето, какво што е оркестарот во прекрасната сала. Значи имаше толку многу позитивни елементи во целата таа приказна. Не ви беше дозволено поинакво чувство? Не сакав да се занимавам со оние работи кои што фалат. Секогаш фалат, никогаш ништо не е совршено. И за самото моje свирење, и за околните работи, и периодот на ангажманот кој што навистина се случи многу спонтано, многу неочекувано за мене и така. Меѓутоа, можам да кажам дека недела и пол претходно имав рецитал во рамки на Интерфест Битола со сосема различна програма. Значи, сето тоа додаде... И овој концерт го подготвувавте за месец дена, колку што знам, односно го реобновувавте, го имавте свирено, но... Го имав свирено
7 години Пред тоа. тоа. Заедно со професорот Романов. Значи овој пат Кога сам. во тој случај го научив за 7 дена концертот. И си реков, кога можев од нула да го научам за 7 дена, зошто да не можам да го спремам, да го обновам за... Затоа ли еден овој пат месец. професорот ви честиташе на достигнувањата? Па веројатно, не знам. Не знам, треба да го прашаме него. Но неговите клучни зборови беа дека му е многу драго што средината не ме повлекла надолу. И со тоа мислам дека човекот кажа многу работи истовремено. Отвори многу вилги за размислување и кај мене. И повторно можам да му се заблагодарам за вниманието кое што ете 5-6 години по дипломирањето, по завршувањето на мојата работа со него, тој се уште пројавил интерес да ме слушне и да види и гајал, како да кажам, грижа, кој пат ќе го фатам понатаму, сам, што е многу тешко. Но тоа е патот што треба секој уметник да го оди. Многу индивидуални уметници во музичка смисла индивидуални постојат, но ретко кој може да соработува како вие што соработувате камерно со останатите во различни жанрови, пред различни предизвици се исправате и ретко кој може да ускокне во го паметам концертот со Благој Нацовски, една сложена програма, 20 луѓе на сцена, програмата трае 1 час, Зимското патување од Шуберт, покажавте Ден дека предходно со сосема друг. со други Воедни околности. многу други околности, да. Да, тогаш почина маестро Саша Николовски Ѓумар, ева годишнина му е деновиве. Тешко да се појави. Да, и моравте да спирите концерт без него, односно со негово присуство такво Па тоа траурно. беше можеби најтешкиот концерт. Ете така би кажал, затоа што требаше да биде со него. Не ми фалеше соработката со него. Сум соработувал многу пати со него. Ги пратев неговите студенти, уште јас кога бев студент, значи имавме една прекрасна соработка. Не се работеше за тоа дека ќе ми фали диригент. Диригенти има, се работеше за човекот, кој што исто така во клучни моменти во мојот развој имал Важна улога. многу важна улога од кој човек од кој сум научил. Исто раскошен талент со афинитети кон голем популарната музика и да. Голема харизма, голем талент. Тоа ми беше, мислам дека најтешкиот концерт, бидејќи токму и на таа сцена дипломирав под неговата Палка. диригентска палка. Значи, он на еден начин многу силна поддршка ми пружи во тие моменти како студент кога спремав композиција која што беше навистина тешка. И безброј други примери на прекрасна соработка и однос кој што сум го имал со него и да се биде во истата таа ситуација, на истото место, со истиот оркестар, каде него го нема, а треба да изведете композиција која што се вика Танцот на мртвите од Франц Лист. При многу Која што коинциденции. Јас мисли. Неговата концепција беше првиот дел од програмата да биде раѓањето, а вториот дел смртта. Нешто се случуваше, човекот насети или нешто, не знам што се случи, меѓутоа се беше негова концепција, сите композиции кои што беа испланирани ги разговараше за нив со години наназад, како не се направени, како никој тука не е диригирал Вагнер, како со голема љубов тој ќе го направи тоа. Ти си идеалниот за оваа ситуација, ти ќе бидеш пианистот. Значи беше многу радосен и разговаравме по телефон неколку дена пред да се случи тоа што се случи и имаше неверојатен ентузијазам и чувствував голема одговорност и обврска да го направам тоа достојно на она што он го имаше замислено, што беше многу тешко во тие услови. Тоа така и беше. Се надевам. Да, ја исполнивте задачата и неговата желба, секако. Дали
сега сте популарен, тоа е, знаете како, можете да свирите колку сакате, но сега сте најпопуларен не заради концертот на Македонската филхармонија, но и заради музиката на серијата на терапија. Така ли мора секогаш да се постигнува популарноста? Дали класичните музичари се осудени да влезат во шоу бизнисот, да речеме, за да ја постигнат славата која што и како ја заслужиле? Не знам. Треба да прашате некој кој што се труди да биде така. Популарен? Да. Јас искрено не размислував на последиците од моите ангажмани како Вие сте коавтор со вашиот брат. Да. Да бидам искрен, целата ситуација со терапија, најголемата радост ми беше што ќе имам можност почесто се гледам со брат. Затоа што и он е еден интересен уметник кој што многу ангажиран на различни проекти. И јас и тој всушност сме многу различни како карактери, како музичари, како луѓе. И голем број на ангажмани и некако ова беше супер можност да сработиме нешто заедно со љубов, бидејќи доаѓаме од истата музичка позадина, сме ги слушали истите плочи, сме се радувале на истите работи. И плюс време заедно поминато со многу убава екипа, многу интересна. Така што не знам, маестро Александар Джамбазов, често пати кога ќе ме сретне, знае да ми каже: "Дино, ти си фанатик по музиката. Ти си музички фанатик." Јас не сум вие му видел. ја свиревте рапсодијата за Скопје на отворањето на Денот на македонска така, музика, маестрално повторно со Македонската и седумте филхармонија. тансови варијации. Да. Подоцна што ми беше последна Па со и на работка YouTube со... видов нешто ваше видување на негова композиција, така што тој кейв за музичарите, за уметниците многу значи. Па мислам дека тој го опише тоа многу добро. Да, навистина сум фанатик кон музиката. Што е голема разлика помеѓу музиката и музичката индустрија, односно музичкиот бизнис, кој што е исто така како и секој друг бизнис. Јас не се занимавам со тоа искрено и затоа многу луѓе ги изненадува дека кога ќе дознаат за мене дека не соработувам со агенции, не соработувам со менеджменти и така натаму, него дека си го терам сам. Уметничкиот пат. И тоа е многу ослободително. Не мора да положувате објаснувања за вашите креации и не мора да се трудите да бидете популарен и миленик на некого. Така што оваа популарност што ја кажувате сега, иако ми ласка навистина, ја сметам за една од оние минливи работи. Бидејќи денеска можеби се говори за мене, утре можеби не. И така и треба да биде. Бидејќи после мене доаѓа една нова генерација на уште поинтересни пианисти, кои што остваруваат уште сега навистина многу впечатливи успеси и размислуваат на еден начин кој што јас воопшто не сум размислувал на тие години. Блиски ви се другите уметности, сакам да ве прашам дали што мислите за литературата, кои творци ве фасцинираат и кои книги ве освоиле? Многу од книгите кои што ги гледам тука околу нас, кои што сум ги прочитал, ме воодушевиле и ми дале некој нов смер, нов начин на размислување. Мислам дека тоа е многу важно денеска. Мислам дека сите сме стручни за нешто. И кога ќе отидете на лекар, тоа е многу евидентно. Секој специјалист гледа одредено нешто и навистина јас не знам на каков лекар треба да одам кој што ќе знае да каже се во склоп заедно како функционира. Како е што поврзано во организмот кој што е совршен. А се е по поврзано. Природа, све е поврзано, све си има свое. И не можете да дојдете до одговорот заради тој начин на размислување многу затворен. Ме интересира многу литература, ме интересира многу филм, интересира многу уметност, сликање. Тоа значи дека и сами би се занимавале или просто како можеби впивање други искуства? Можеби, јас се занимавам со многу работи, тоа што луѓето не го гледаат бидејќи не ми е тоа професија. Тоа е друго прашање, меѓутоа многу ме интересира филозофија. Многу ме интересира психологија, многу ме интересира
Зошто луѓето се однесуваат на одреден начин? Не можам секогаш да го сватам тоа. Зошто некогаш најочигледните решенија некако се чини се избегнуваат? Зашто луѓето не сакаат да се соочат со вистината за работите, со вистината за себе? Зошто сите се лажеме и носиме маска и глумиме? Тие работи навистина ми се несватливи. А ги има многу наоколу, посебно во мојата фела. Има многу луѓе кои што си е промашиле професијата, а кои што котираат многу високо, и кои што добиваат бројни ангажмани, додека други, особено млади луѓе, не можат да дојдат до шанса, не можат да покажат што е тоа што они умеат, без разлика дали е тоа добро или не. Секому треба да му се даде шансата. Апсолутно, не само шансата, туку треба да се даде шанса за развој. Ние имаме, да речеме, не знам, излага од катедрата на факултетот излегува млад диригент. Но ние во главата го имаме Херберт фон Карајан. Не можеме да очекуваме реално дека тој млад диригент од, да речеме, не знам, еден настап ќе покажеш све што има. Значи, дај му простор да расте. Исто е со пианистите. Пианист еден доаѓа, еден рецитал и тоа е тоа. Па што ќе ми се случеше мене да го имам само тој прв концерт во 2008 година, каде што кога заврши концертот јас бев разочаран од тој концерт. Сметав дека тоа е дното на она што го можам како пианист. И до ден денес се мерам со тој прв концерт и гледам. И си го гледам својот напредок. До таа линија што пред неколку дена ја слушав повторно снимката од мојот прв рецитал, да сватам дека тогаш подобро сум свирал од сега за некој работа. Така што мора да има тука простор за развој, мора да се вложува во младите, тоа не се прави. Дина, јас се радувам што овој разговор не беше, најмалку беше музички, што разговаравме за живото важни нешта и што ја покажавте таа пасија кон филозофијата и кон читањето и што конечно имав можност после толку музички разговори да разговарам на вакви теми со вас. Се надевам дека како што и 10 годишнината е само етапа во една долгогодишна успешна кариера, дека и овој разговор е само уште еден разговор во таа низа. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам вас за поканата и на сите им пожелувам многу добро здравје и што повеќе духовно да се богатат луѓето преку уметноста, преку литературата, преку се она што во човештвото останало како трајно богатство.